In the beginning was the Word. Here, make it off at your Има нешто во магијата на радиото, во можноста да раскажеш приказна, да пренесеш емоција, да создадеш нов свет и да допреш до луѓето само преку звук. Поминаа многу години, а радиото остана универзален медиум кој нуди 24 часа забава, едукација, јавни дебати и останува составен дел од секојдневието. Милиарди луѓе од целиот свет и натаму секојдневно слушаат радио, а тоа и натаму го држи приматот како најбројна и најголема медиумска платформа. Успеа да се прилагоди најбрзо на новото дигитално време и останува верен пријател на слушателите. Во Охрид, радио приказната започна во далечната 1957 година, од кога со Билјана Платно белеше, Радио Охрид го започнуваше секој нов ден. Следуваше Супер радио и многу други станици, кои секоја на свој начин се вградија во оваа голема приказна. Токму во Радио Охрид целата своја професионална кариера ја помина и нашата денешна соговорничка, дамата која е сопственик на еден од најпрепознатливите гласови во Охрид. На наше огромно задоволство, денеска разговараме со Леонора Чекреджи, гласот на Охрид. Господје Чекреджи, огромна е честа и задоволството да се прави интервју со вас, со една личност која е символ на спикерството во Охрид, но и во Македонија. Накратко, да ве навратиме на почетоците. Колку време работевте во Радио Охрид, за многумина символот на Охрид и воедно најстариот градски електронски медиум? Најпрвин ви благодарам за поканата и дозволете ми да ги поздравам слушателите на Супер радио. Огромен број сте, тоа со сигурно знам. Супер радио е супер радио. Што се однесува до работата, јас сум во радио од 64-та. Тоа значи многу одамна. 40 години. Континуирано, без прекин работев. И прво, како хонорарец, ме откри, така да речам, ме откри Димче Маленко. Тој ми беше професор во гимназија и ги знаеше моите квалитети. Убаво читав, убаво рецитирав. Која требеше приредба нешто да се прави, прва бев за рецитирање, за читање, за све. И тогаш, 64-та, постојниот спикер требаше да оди на одмор. И се најдовме случајно по чаршија со Димче Маленко, директорот. И тој е Леонора, дојди вамо. И шо е, професоре? Рече вака и вака, ке си одит на одмор. Тој, дали би дошла да го замениш? Како викам така, без да се припремам, без ништо, како? Некој ден, не, утре ке дојдиш. И јас веќе немаше каде. Добро, реков, сега како ќе е така. И утредента, во 1:30, се нацрта во Радио Охрид. Програмата почнуваше во 2:30 и ми ги даде материјалите, рече ова е за читање. Измеѓу имаш музика, имаше еден цитат од весник, една вест, не знам што беше, и ова ќе го прочиташ. И јас се чудам, како ќе го изведам тоа. И дојде 2:30, ајде, седви. Седнав, ле, реков, сега шо правам? Не е ова весник, те треба цел народ те слушат. И како и да е, ајде, почнав.
првата реченица, втората, и да ти кажам право, некако, како некој прозорец да ми се отвори. Така се осетив некако на повисоко. Значи нешто сум, читам, ме слушаат, зедов сила, си читам, ич како пракса да има. И читам. Завршија вестите све, утредента цел град. Кој е овај глас? Овај глас не сме го чуле. Ваков глас убав. Ми го бендисвеа, шо е право сега. Сега рече, ке си идаш. И така почнав. Прво хонорарно, потоа веќе немаше шанси да ме испуштат. Си останав до 40 години, ти викам. Полни и задоволна сум од тоа што го постигнав. Ги бележевте случувањата во Охрид и ги пласиравте до јавноста преку 89 и 98,8 МГц со препознатливата Билјана Платно Белеше за старт на програмата, па со слоганот за сите генерации добри вибрации. Што значеше радиото како медиум во минатото, а како на него гледате денес? Што значеше во тоа време, значеше се. Немаше ништо, освен радио Охрид, немаше ни радија други да се слушаат, ни телевизии, ништо. Само радио Охрид беше број 1. По чаршија помини, во секој дуќан влези Билјана Платно Белеше, или реклами кај што читам јас, или вести, значи, или музика, радио Охрид се слушаше, и то на големо. Тоа значеше нешто. Радио Охрид беше број 1. И многу ми е жал што Како на радиото гледате денес? мислите на радио Охрид. Како медиум, радиото воопшто како медиум. Па, јас целиот работен век го поминам во радио. И тоа за мене значи се. Јас уживам во радио слушање. Било музика, било вести, шо и да е репортажи, слушам. Се шо е радиото ми значи многу. Со него пораснав, со него остарев. Вие бевте и останавте препознатливиот глас на Радио Охрид, медиумот што беше расадник на млади и надежни новинарски кадри. Каков беше ентузијазмот кај младите колеги во тоа време? Па, јас кога бев, имаше млади што навистина се интересираа. Имавме емисии на англиски, имавме на турски, на албански, идаја тука работеа, се интересираа, значи имаше интерес од младите. Тогаш. Сега, не знам сега како е. Сега не ми се верува дека се толку ентузијасти. Рековме, многумина излегоа од познатата новинарска школа на Радио Охрид. Какво било спикерството некогаш, какво е сега? Колку воопшто се негува македонскиот јазик воопшто во медиумите? Тоа ми е болна точка, македонскиот јазик, затоа што сега, значи, не се обрнуват внимание на јазикот. Јас кога работев, имаше семинари правевме од цела Македонија, од сите градови спикерите, одевме во Радио Скопје. Тогаш беше во Нерези, не во новата зграда. Се беревме сите. И што е најважно, учител ни беше Иван Антонов. Тој беше прв и последен. Таков глас веќе не се роди. Ке не собереше сите на една маса и предавање ни држеше како учител за дишењето,
за држењето, за отворањето устата, како дишењето, од каде да излегуваат, не од грлото, од диафрагмата, за да можеш да издржиш. И тука имаше еден часовник со секундарник беше. И ке ни речеше еден по еден на сите. Ајде сега ти, земи воздух, да видиме колку ќе издржиш. И тој гледаше во секундарникот колку ќе издржи. И ни пишуваше на сите. И сите од грлото, од тука малу и готово. И јас веќе некако бев посебно. И кој ќе земе воздух јас однатре и тој ајде, доста е, ќе препукнеш. И ќе застанев, ала да тие ќе речеше. И го памтам од него. Ти ќе бидиш добар спикер. Имаш сите предиспозиции, ги имаш за да бидеш добар спикер. Викам се, ќе видиме, јас и сега си сум добар спикер. И еден ден не собра сите, сега рече, пред спикернава ќе застанете и ќе гледате како одат вестите во Радио Скопје. И ние сите седиме да почне то. Имаше еден Миле Попов, многу добар спикер. Еден глас што имаше така длабок баритон. И тој ми викат, ама тој правдеше ние како работиме. И ми викат мене, дојди ти ваму, ајде седни со мене да читаш вести. Јас да читам вести на Радио Скопје, му викам, како то? Ајде ко ти викам, гледам јас кој шо работи и како работи. Слободно седни си. Седнав до него во Радио Скопје. Ми даде материјалите, ова ќе читаш ти, ова јас, измеѓу музика се ми објасни. И јас се исправив да читам вести во Радио Скопје. Овие сите, леле, рекој ја, аман каква храброст имат. И си седнав, еден по еден, вестите си ги прочитавме, најубо, јас на крајот емитувавме вести, така, со убав глас. И тој ми пружи река, алал да ти е рече. И то ми е така едно искуство. То сакам да ти кажам, тогаш имаше ето така семинари, се беревме, учевме како да дишиме, како се што треби, што е потребно за добар спикер, се го учевме, како на школа да бевме. Каде сега, кај има таква работа? Кој сега ќе му кажи на некого што треба, како треба. Мене некогаш ми се чини да излезам од дома и да истрчам кај што слушам. Сега ништо, јазикот нула. Не се гледат на јазикот. Јас 100 пати сум рекла, не ги сакам оние стегнати вокали, то најмногу ме нервират, то скопски нагласок е. И никако да се откаже од тоа. То не е тешко. Кажи му, отвори ја устата на вокалите. Не треба нешто, кој знае што. Ето, ние се беревме, правевме, се интересиравме. Јас читав, книги читав, весник читав, слушав, телевизија гледав, што ќе сгреши, јас кој ќе читам да не сгрешам на тука. На се гледав, сега никој не гледа. Сега само да поменит емисијата и готово. Во овие 40 години, часови и часови имате поминати пред микрофон. Тука е дневникот во 16:30 часот, што немаше кој не го слуша.
Бројни реализирани авторски емисии, како Среде плочникот, Радио Берзата. Повозрастните сигурно се сеќаваат на поздравите и честитките што одеа во недела. Па подсетете не, како тоа звучеше? Па, како да ви кажам, тоа беше емисија за разонода. А имаше голем интерес. Значи, през цела недела доаѓа честитки за се и се што. За матура, за свадби, за свршувачки, за одење војска, за се. И кој ќе се најдеше, примаше честитките. И сега да ви кажам еден случај, може, што ми се деси јас кога примав. Јас се најдов случајно на масичката кај што се примаат честитките. Тогаш кој ќе се најдеше тука на таа масичка, тој примаше честитка. Дојдоа двајца мажи од Пештане, ми се чини беа, да дајме честитка, добро, повелете. Да видам, викам, шо е честитката, и читам, за свадба беше. Се најубо, значи, честитки до сватот, до сваќата, сето тоа, нормално све. И со песната Сузе, сузе. А тогаш беше популарна од Далибор Брун. Сузе, сузе, тоа солзи беше. Жална песна беше многу. И сега гледам свадба, а ова сузе. И викам, добро, кај најдовте оваа песна, велам, за свадба, како вака? И таа ми велите, аме зашо и фалит? Ама како шо и фалит, велам, вие знаете шо е во песнава? Важно сузе се спомени, вид. Како, викам сега, шо е битно сузе, дали се спомени, вид? Ами нестата си викат сузе, ми велите. И ние зато рековме таја. Викам, тоа е солзи, не ој та песна со содржинава на честиткава. Леле да не немат, леле шо направивме. Бриши ја, клај некоја ти шо мислиш да ту треби. И ајде, избришатме. И после виц беше тоа. Се скапавме во смеење сите. И така, има некои работи. Една честитка да ни кажете, може? Како тоа одеше? Например, семејството Ивановски ки поздравуваат семејствата Матлиевски и Ѓорговски и им ја честитат веселбата, се најубо на младите и добра веселба со песната таа и таа. За жал, во јули 2016 година, по 59 години обстојување, прекина радиопрограмата на Радио Охрид, медиум кој е во колективната меморија на охриѓани, со едно непроценливо архивско богатство, значајно за Охрид. А како ја примивте оваа вест? Како ја примив? Јас се знам многу болно. Толку време сум била дел од тоа радио, сум придонесла за квалитетот и сум работела, сум живеела и страшно ми беше. Значи, не можев да се помирам. Не можев да се помирам. Како не се најде некој, да најде некоја солуција да обстанит некако. Ама, ништо. Значи, многу ми беше тешко. Затоа што ми значеше. Цел живот бев во радио. Цел живот бев со песните, со... И ние горе кој ќе снимавме, знаевме и да заиграме оро. Овие долу, во просториите редакцијата, а ние горе коше бевме, и со Крсте, тој беше поврата. Ке се фатевме и игре горе. И овие, ево ги овие пак.
се фаткија за орото. Пак игрет оро. И така ни се смееа. Сакам да кажам, имаше слога, имаше живот имаше. Штета, огромна штета. Кога ќе одев на одмор, гледав побргу да ми помини, да си одам на работа. Не можев. Без радиото не можев. Тоа ми беше живот. Како на музичари нешто им е инструментот, кој за кого живот, така за мене беше микрофонот. Вие сте пензионерка сега, како ги поминувате пензионерските денови? Па, да ви кажам право, повеќе си одмарам. Во прошетки имам внучина, со нив се занимавам, ќе дојде дома, со нив, па ќе одам јас до кај нив, и така ми врви времето. Иначе нешто посебно не, и пред телевизија сум. Значи, манијак сум за телевизија. И радио, ама телевизија, Тоа е на некој начин професионална деформација. тоа е. И мани наоѓам на сите, тоа веќе да си знаат тие. Само не можам да им кажам, да се најдам таму во нивна средина и да им кажам лично ова не ти чини, ова не ти чини, ова може да се коригират. Зошто вака ојд? И за крај, една порака до нашите слушатели, до Охриѓани. Па порака да слушаат музика, тоа е лек за душата. Јас цел живот сум со песни. Цел живот. И песната ми е, шо? Јас дома прам шо прам, или радио пуштено, или телевизорот, песните, син ми вика само, намали малу, шо е тоа? Не, убо ми е, сакам да слушам. Тоа ми е влезено во крвта. Музиката ми е во крвта. Со музиката пораснав, со музиката остарев.